Почитувани, 10 дена во собранието слушаме жестоки пратенички каби кој бил поголем криминалец во изминатите 30 години. Од друга страна, вела дека пратениците се избрани представници кои работат во интерес на народот. Меѓутоа, за жал, македонските пратеници работат многу повеќе за сопствениот интерес. Пред неколку дена, повторно, како и во изминатите години, слушнавме за големи суми кои пратениците ги поделиле за патни трошоци. Еве лани, пратениците земале околу 400.000 евра за патни трошоци. Затоа, на денешната пресконференција го реафирмираме нашиот предлог за укинување на наместото за користење на приватни автомобили. И на тој начин пратениците доаѓаат во Скопје со автобус. Пратениците наместо да вршат злоупотреба со патни трошоци со поднесување на фиктивни сметки во собранието, да користат автобуски превоз до работа. Сакам да потсетам јавноста дека Единствена Македонија уште на 25 август 2009 година под евиденцијски број 3699/1 поднесе до собранието предлог закон за изменување и дополнување на законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица. Со нашиот предлог закон доставен до собранието бараме укинување на надоместото на трошоци за користење на автомобил во лична собственост. Ова е нашиот предлог закон поднесен во собранието. Тогашниот собраниски председател Трајко Велјановски само 2 дена по поднесувањето, односно на 27 август 2009 година, повратно ни извести дека нашиот предлог веднаш ќе ме подели на пратениците, но за жал нешто се случи во меѓувреме и предлог законот остана закочен во собраниските филки до денешно време. Ова е повратното известување од тогашниот собраниски председател Трајко Велјановски. Почитувани присутни, пратениците како народни избраници имаат морална обврска да ги укинат своите привилегии. За Единствена Македонија е несфатливо како може пратеничките привилегии да останат нечепнати во време на криза. Единствена Македонија се наде дека ќе проработи совеста на пратениците со тоа што ќе прифатат нашиот предлог со кој се спречува безмилосно трошење на народни пари и непотребно луксузирање на пратениците врз грбот на моќните обврзници. Ви благодарам.